Добро вечер. Сексуалното злоставување е една од најосетливите теми на 21. век. Затоа што се повеќе е застапено насекаде низ светот, без оглед на степенот на развиеност на едно општество. Сексуалното злоставување воедно и најраспространетата форма и често е комбинирано со другите форми на насилство. Светската здравствена организација проценува дека најмалку 130 милиони момчиња и 70 милиони девојчиња биле жртви на сексуална злоупотреба пред да наполнат 18 години. За јавна соба, за бројните случаи на едукатори и наставници кои беа објавени како можни предатори, вечерва во емисијата И што сега? Јас сум Катерина Топалова, а со мене во студиото на Македонската телевизија се Катерина Иванова од Хера Млади. Добро вечер. Добро вечер. И Јорданка Черепналкова-Трајковска од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Добро вечер и за вас. Добро вечер и благодарам за поканата. Скандалот со Мика Алесиќ во соседна Србија, јавна соба кај нас. Новина ли се ваквите општествени појави? Треба ли да бидеме изненадени? Па, мислам дека сите имаме доволно сеќавање да знаеме дека нити само на овие простори, нити сега, нити во овој период доживуваме нешто ново вознемирувачко искуство. Не се новина за жал, меѓутоа се добар потсетник дека треба нешто да смениме сите како општество, секој поединец во општеството, секој чинител во општеството, дека нешто треба да направиме за да придонесеме кон помала појава на ваков вид на вознемирувачки искуства за кој да е учесник во таквите скандали, појави. Велиме, без разлика на развиеноста на едно општество. Тоа значи дека не ни се случува само нам. Кога ќе се случи вакво нешто, имаме чувство дека ние сме тие кои што постојано трпиме некакви работи, каде што постојано некаде грешиме. Како изгледа или која аномалија му се случува на едно општество за да дојде до ваква појава? Кога зборуваме за сексуалното насилство како појава, да, можеме да зборуваме за помалку и повеќе развиени општества, да тоа е присутно секаде, како што кажавте и самите, но не значи дека се случува на ист начин во различно развиени општества. Она што кај нас е проблемот е огромниот недостаток на образование, огромниот недостаток на емпатија, кои и така како ги гледаме не само кај чинителите на вакви недела, туку и во самите реакции. Во овие денови видовме многу реакции за јавна соба и за скандалот со Мика Алесиќ и слично, каде што видовме дека навистина има еден огромен јас во образованието и особено во емпатијата. Тоа значи дека едно општество може да влијае, да ја подобри ваквата слика само доколку повеќе зборува и повеќе учи. Апсолутно. А тоа може да се постигне според мене единствено преку сексуалното образование, преку квалитетно и опфатно сексуално образование, каде што младите би се учеле од млада возраст како да постапуваат во вакви случаи, кога ќе видат дека некој е жртва, како изгледа всушност насилството, зошто не треба да го вршат, затоа што многу често гледаме дека проблемот е што тие воопшто не препознаваат што е насилство. И тука гледаме еден буквално круг на жртвата не знае дека е жртва на насилство, насилникот не сваќа зошто е тоа погрешно и имаме особено оштетена младина во овој поглед. Ве прашувам, дете ви, бидејќи постојано сте во круг со млади луѓе, на какви се приказни случаи наидувате? Тоа се претежно болни, лични, да речам, меѓутоа кога ќе тргне работата, ние прво сме шокирани, добиваме еден шок, како тоа, дали е тоа возможно? Да, возможно, не се случува сега и прв пат и не е само кај нас, но за какви приказни се работи? Од до, какви екстреми? Ние повеќе, не колку Хера, не сме толку директно инволвирани во работа со млади, повеќе работиме со наставниот кадар во основните или во средните училишта. Меѓутоа има активности и преку нив дознаваме за проблемите. Го имаме SOS телефонот за деца и млади на кои што се пријавуваат
какви да се прекршувања на правата на децата. За жал, многу малку, скоро воопшто нема јавување од деца, меѓутоа проблемите за кои што зборуваат возрастните се однесуваат на деца. И имавме минатата година во дол под мај, некаде крај на мај, до и се уште работиме со група деца во подготовка на извештајот за состојбата на правата на децата, и во рамки на тој процес имавме прилика да направиме истражување на ниво на цела Македонија во однос на испитување на ставовите на деца од 12 до 17 години. Се извинувам на тие што не се чувствуваат како деца, но според закон до 18 години се деца, млади, веќе ги речам деца и млади. И меѓу другите прашања имаше вклучено и прашања од областа на насилството и други теми. И она што беше и секогаш кога работиме со деца или со млади, она што е воодушевувачки, би рекла, е што се спремни да разговараат отворено. Дека им недостига уво кој што би ги слушнало, со кој што ќе споделат кои се нивните грижи, сакаат повеќе такви и се спремни да споделат примери. Во однос на темава, насилството преку интернет или сајбер насилството, како е познато, само 8% од испитаните деца, скоро близу 1200 беше примерокот на деца на цела територија, кажале дека, изјавија дека се жртва на таков вид на насилство, меѓутоа 1/4, 25%, изјавиле дека познаваат некој кој што бил жртва, чија што слика била споделена, била навреден преку социјални мрежи или на другите платформи. И она што исто така е од последниот период интересно што впаѓа во очи, организиравме во декември младинска конференција на која што беше презентиран овој извештај од децата што го напиша, и потоа се работеше во групи, и однапред децата требаше да кажат во кои се темите од сите 7 опфатени во извештајот на кои што сакаат подлабоко да дискутираат. Повеќе од пола, имаше 50 на учесници, средношколци беа тоа, повеќе од пола се пријавија за дискусија на темите насилство и дискриминација. Тоа е голем индикатор што се случува, со што се оптеретени, да речам, на што размислуваат нашите средношколци, нашите млади, ама доброто е што се спремни да разговараат, што се отворени, и тоа остава простор да се направат позитивни промени, според мене. Дека се уште може да се бруси тој дел за да се добие. И да се отвараат теми. Така. Што велат вашите податоци? Имате и вие бројни истражувања, се совпаѓаат ли интересите? Апсолутно. Јас искрено прибив да зборувам околу теренската работа како истражувањата. Она што јас го гледам секојдневно кога држиме едукација по сеопфатно сексуално образование како врсници на врсници, на млади луѓе, е токму тоа, дека младите неретко гледаат во нас првата личност на која можат да и се доверат, доколку биле жртва. Ние сме најчесто првиот канал на кој доаѓаат, на кој најдуваат во својот живот, за да можат да се исповедаат на некој начин, да можат да признаат дека биле жртва, да можат да кажат што им се случило, или можеби да не раскажуваат случаи кои им се случило на нивни блиски. Она што го гледаме навистина вознемирувачки понекогаш. И Зошто? Што вознемирува? Колку тие млади всушност пред ние да пристапиме кон нив, не биле свесни дека биле жртви. Не биле свесни дека тоа што им се случува на нив е всушност прво огромно кривично дело, второ огромна травма. И тука може да вие повеќе да кажат околу зошто се така постапуваат самите жртви, но што ние го гледаме дека не сакаат да се соочат со тоа, затоа што е навистина огромна травма. Откако ќе се доживе еден таков болен настан и кога жртвата ќе свати или не дека е всушност жртва, почнува борбата со самиот себе. Како ајде да зборуваме околу профилот на жртвата, што чувствува, што прави, каде излегува тој гнев и тој очај, потребата за правда?
Оно што и зошто многу малку од жртвите и се охрабруваат да зборуваат или се обрнуваат или се обраќаат за помош или споделуваат со некого. Првото нешто е дека секој кога нешто лошо му се случува, што и да е, значи не мора да е толку екстремно лошо, го препознава во себе, не го препознава, го чувствува, само треба да го препознае како аларм. Има непријатни чувства, нешто што го одвраќаат од што и да е погрешното. Во тој момент најдобро е, затоа е важна една мала дигресија, емоционалното писменување на децата од најмала возраст. А и наше, на возрастните, мислам дека како нација ние сме многу малку емоционално Што писмени. значи тоа? Еве како поим, што значи тоа? Некоја куса дефиниција. Што значи да се биде емоционално писмен? Емоционално писмен е да препознаеш која емоција чувствуваш во себе. Како таа емоција е поврзана со мислата што ти оди во главата. Како таа емоција доведува и таа мисла во взаемна спрега доведуваат до некаков вид на однесување, до некој вид на одлука, до некаква постапка или збор. Кога, значи, ако се почне од градинка, буквално се учи, значи, се учи ова е тага, што се случува во телото кога сме тажни, се дискутира, значи ги учат емоциите, исто како што се учи и се друго, за потоа да се пристапи или како оди. Тоа во исто време значи само освестување, препознавање на сопствените состојби во кои што се наоѓаме и кога ќе се препознаеме кај сме, имаме и поголема контрола. Од емоцијата е нешто внатрешно наше. Ние ја контролираме. Подобри менаџери стануваме во тој момент? Подобри менаџери на собствените емоции стануваме? Апсолутно, да, затоа што она на кое што имаме или најмногу имаме влијание е на самите себе. На тоа и кога ќе ја сватиме таа врска и кога ќе ги значи учиме како се изразува емоцијата телесно, вербално, фацијално со израз на лицето или користење на соодветни зборови, што кажеш кога си луд, што правиш кога се смееш. Кога ќе им се даде таква една цела слика, тогаш полесно ќе препознам и кај неа. Тоа е патот кон развивање на емпатичност. Емпатичност значи да можем да разберам како се чувствува Катерина сега во моментов овде седејќи, да се ставам на нејзино место и да разберам што се случува во неа. Што мисли, што може би да чувствува, што е основа во градење на односи. Она на што ние мислам дека треба да посветиме внимание како општество на обновување на односите. Да почнеме да се слушаме прво, што сакаме, што ми кажува другиот, кои се неговите потреби. Така да сега малку влегов затоа што пред известно време завршивме една обука кој што може би ви е позната, се вика ресторативен пристап. Потекнува всушност од полицијата од Австралија како ресторативна правда. Тоа е сосема поинаков пристап во рехабилитирање на тие што го прекршиле законот. Значи, почнува да се работи во затвори, а потоа да премине во областа на образованието како начин на... И тоа е најважно. И уште една дигресија. Воодушевена бев кога го запишував син ми во основно училиште и кога наставничката ме прашува што имам да ја кажам, што е карактеристично за детето, што треба да знае. И во првичниот разговор ми вика, јас во прво оделение се грижам да ги воспоставам односите меѓу децата, да ги направам како група. Кога еднаш ќе имам група, можам да правам што сакам. И да вистина е така. Кога кога имаш група, кога имаш разбирање, кога се учат принципите дека секој сече мислење се почитува, секој може да каже, се создава плодна почва за да се напредува понатаму. И полесно се учи, и полесно се постигнуваат подобри резултати. Но сега стигнавме до една друга крајност во сексуалното злоставување. Имаме во последниот период кога излегува овие, да кажам, немили настани, јавна соба, Мика Алексич и бројни други, што и во моментов денови ги гледаме, ние веќе имаме жртви, кои што се свесни дека биле жртви,
и кои што јавно излегуваат да зборуваат. Сега, моментот на секундарна виктимизација или повторно жртвување на еден човек, сите ние многу пати не го знаеме, преминуваме преку тоа поради различни потреби. Да се знае која е љубопитноста. Јас верувам дека девојката која што сама излезе и изборуваше дека била дел од јавна соба, некој податок на Facebook покажа дека е во моментот најпопуларна или најбарана личност. Тие сакаат да видат како изгледа, зашто таа била. Овде се раѓа љубопитност. Како се заштитува жртвата од повторно жртвување? Она што најмногу треба да работиме е не да ја кажуваме на жртвата како да се заштити, туку да превенираме воопшто виновникот да го направи тоа. Двојната виктимизација е еден резултат на едно, како што спомнавте вие, емпатија, недостаток на емпатија. Огромен недостаток кој може да се покрие само преку образование. Во тоа образование, каде што во сексуалното образование, каде што ќе се објасни како жртвата се чувствува, зошто таа жртва е жртва, дека жртвата не е виновна, што многу го гледаме во јавниот дискурс последниве колку нерела дена. Значи, она што најмногу боли кај жртвите е токму она сама е крива. Стереотипизирањето и етикетирањето, што е таа, се дава една улога нејзина, нова улога, како таа да се препознае како лоша личност затоа што тоа го правила нова, доведува затоа што поголемиот дел од публиката забележува дека таа девојка или многу други девојки имаат попровокативни фотографии. За едни тоа е сосема во ред, велат. Ако сакам и ќе шетам гола, никој не сме да ми направи ништо. Океј, во ред е. Меѓутоа и на таа провокација некој некако не може да одолее. Дали сексуалното образование ќе не научи кои делови од нашето тело се интимни или не, што е за покажување или не, до каде да одиме. Влеговме во една друга крајност каде што сами од себе не можеме да се заштитиме. Затоа велам, дигиталните трендови се овде, ние сме дел од нив, а некако како да не знаеме како алатки да ги користиме или погрешно самите се втурнуваме во една непријатна ситуација. Сексуалното образование учи како да се заштитиме, да. Но тука не сме фокусот да биде на она провокација. Бидејќи тука прво мораме, што исто така го учиме во сексуалното образование, да ги сватиме основите на човековите права. Тоа е дека моите човекови права важат, дека јас не ги прекршувам тугите. Апсолутно моје право е нели да ставам какви си ги сакам. Тоа е мојот телесен интегритет. Добро. Понатаму, но никој нема право да го прекрши моето право на приватност. Тука завршуваат неговите права. Тука тој човек подлежи на казна од надлежни институции. Така. Затоа тука не можеме да зборуваме за провокација, бидејќи доаѓаме до тоа дека повторно жртвата е крива. Пак ја правиме таа двојна виктимизација. Двојната виктимизација која може да се искорени само со адекватно образование, тоест сеопфатно сексуално образование. Кога веќе една жртва ќе почне да зборува, тогаш веќе некако како да им олеснува и на другите и се охрабруваат. Каква е таа свест? Како се случува како... Вака, јас мислам дека треба да пристапуваме внимателно кон исповедта на жртвите. Зошто? За да прво препорака како психолог е дека пред да излезе во јавност, пред да се соочи со сите можни реакции, жртвата на каков и да е вид насилство или злоупотреба треба да го помине процесот на помирување на ставање во некаква рамка на искуството што ги има доживеено. Пред себе да и биде јасно што се случило, како се случило, што чувствувам, како ќе го надмирам, кои се моите механизми, што може да... И во тоа треба стручна поддршка и помош. Пред да излезе во јавност, мислам дека треба и медиумите да бидат внимателни, од повеќе причини. Некогаш некои луѓе се поотворени, се
сакаат да споделуваат, им е начин на справување со ситуацијата. При тоа не доволно размислувајќи за кои се можни последици може да доведе тоа. Так. Затоа што јавноста е широк поим. Во јавноста има различни луѓе со различни вредности, со различни перцепции. Не секој може да ја слушне приказната од перспектива која што ја кажува жртвата. Не треба да се едно што, значи тоа и тука и двојната виктимизација, значи повторно излегува во јавност, повторно го преживува искуството, ако при тоа го нема поминато процесот на расчистување значи ставање во својата личност на тоа искуство, врамување, може да има негативни последици. Може да има негативни последици и врз други, значи не се додека самата жртва не се почувствува сигурно и при тоа, пред да настапи во јавност, не се советува со стручно лице, психолог или некој во кој што има доверба за да ги помине сите можни реакции што може тоа да ги предизвика. А инаку да, охрабрува и други, го отвара, позитивните пак страни се, го отвара проблемот да се дискутира, да се појави некои луѓе може и не го размислуваат тој проблем или тој аспект од проблемот. Има и позитивни и негативни страни, меѓутоа мислам дека треба многу внимателно да се пристапува кон колку влијаат казните или јавно објавените казни за жртвите да се охрабрат и да зборуваат? Па добро, тоа е некакво, предпоставувам дека предизвикува некакво чувство на задоволување на правдата, дека секој го одговара за своите постапки за оно што го направи. Меѓутоа, се што е, ова се сензитивни теми лични, длабоки, интимни, за кои што вистина треба внимателно и со давање доволно време да се разработат, со давање на доволен простор да се сите теми или подтеми што ги отвараат да се едуцира јавноста. Так. И се некако одиме на таа едукација. Во моментот е многу актуелно и јавната расправа или расправата на Facebook, повеќе да речем, околу сексуалното образование. Во моментот како нашите деца, каков е пристапот на системот околу сексуалното образование? Како нашите деца учат? Моментално во самото формално образование тие не учат. Но од септември тоа ќе се промени. Тоест ќе се пилотира програмата Сеопфатно сексуално образование во 4 школи, основни, во 8 и 9 одделение, како изборен предмет кој прво ќе треба самите деца да имаат волја да го изучуваат, потоа самите родители се согласат. Значи нема да биде наметнато на никого кој не сака да го учи. Од што ќе се состои? Ќе се изучуваат многу теми кои се навистина клучни за младите, како што предискутиравме, и заштита од насилство, заштита од личните поратоци, понатаму заштита на сопственото сексуално и репродуктивно здравје, што е навистина многу важно и многу се заборава генерално во детскиот развој и младинскиот. Понатаму ќе се изучуваат извинете. Нема проблем, повелете. Ќе се изучува како да се препознаат разноразни видови на насилство и како да се делува на истите, каде да се пријават, каде да се обратиме, дали е тоа на родителите, дали е тоа на наставник, дали е тоа на надлежни институции. Ќе се учи за да се разбере сопствениот развој, значи пубертетот, телесниот развој, емоционалниот развој и теми кои навистина се клучни за сеопфатниот развој на една индивидуа, на еден здрав граѓанин, кој понатаму ќе биде што е можно пофункционална единка во општеството. Ќе биде пред се здрав човек, здрав млад човек, среќен, кој ќе има многу поголема општа благосостојба. Какви последици остават сексуалните трауми, особено кај младите луѓе? Пред да ви одговорам, дали може ме подсети ова што го говори Катерина? Во времето јас кога студирав психологија, и меѓу предметите имавме предмет физиологија и имавме предмет генетика. Учејќи ги тие предмети, првото прашање што ми се постави
Ова треба да го учи секој човек. Ова е себе познавање, што ти се случува, мислам, физиологијата има, тоа се хормоните, кога велам на дел од физиологијата се хормоните, голем дел играат улога и во пубертетот, и во емоциите, во многу наши процеси, за да можеме ние подобро да се разбереме. И не гледам, апропо тие дискусии, затоа мислам дека треба да се зборува повеќе и да се дефинира и да ни стане јасно кој што се подразбира под сексуално образование. Како може знаење за самиот себе да наштети некому? Значи, ова се мои, јас не сум стручна, јас немам, само сум читала литература, меѓутоа, она што го имам прочитано е нешто што само придонесува кон подобро себе спознавање. По доброто себе спознавање, во кој што се опфатени и родот, во тоа се опфатно, значи, која е разликата помеѓу род и пол, што е, нели, на англиски е секс, што мислам дека од латински потекнува зборот, е всушност пол, има и физиологија, има и генетика, односно има генитални или репродуктивни органи. Не гледам како тоа знаење може да придонесе или да стигматизира или да наведе кон некакво. Во принцип, знаењето треба да зголеми свеста, треба да го зголеми разбирањето и да доведе кон однесување кое што значи заштита на самиот себе и заштита на сите околу себе. Како влијае, како што влијае на било која личност да и се случи. Што значи сексуално малтретирање? Сите ние имаме нивоа на или области на приватност. Со луѓе со кои што не се познаваш, стоиш на поголема дистанца. Па, за да дојдеш до, мислам дека и дел од сексуалното образование и што значи допиро, дека јас одлучувам кој може да ме допре, каде да ме допре, кога да ме допре. Така што сексуалното однесување или злоупотребување, односно, значи директно влегување во најинтимниот дел на една личност. Кога таа личност е во развој, кога се уште учи за себе, кога се уште стекнува искуство за справување со се што животот и носи, последиците се многу сериозни, ќе речам, затоа што и на секој човек кој што бил жртва му треба стручна помош, за да може да го, затоа што очигледно во моментот ги нема потребните механизми и капацитет за да се справи со таа ситуација. Како, например, ако јас не знам да решам задачата по математика затоа што го немам доволното знаење, ќе побарам помош. Истото и со жртвите. Така што веднаш е упатно да се побара помош за надминување на тоа, како што реков, на некакво пакување на тоа искуство, што ми се случи, како се чувствувам, што тоа мене ми значи, што можам да направам да не ми се случи, или значи да го стави во некаква рамка и да продолжи конструктивно понатаму во животот. Секое насилство има последици, секое злоупотребување, секое непријатно искуство има негативни последици, меѓутоа од се што се случува може да се извлече лекција и може да се извлече што е она што ме направило посилна, ме направило попредпазлива, ме направило повнимателна и така натаму. Немоќта да се изборат со самите себе, бидејќи немале доволно сила, не знаеле каде да се обратат и така натаму, колку често жртвите во текот на животот ќе ги направи предатори. Не знаејќи колку е тоа погрешно или чувствувајќи гнев, што на мене ми се случило, ќе му се случи и на некој друг. Јас не би можела на тоа да ви одговорам, бидејќи не сум стручна на таа тема. Има во познат еден одбранбен механизам, значи ние сите, и тоа е природно, тоа е нормално, тоа е нешто за да се заштитиш и за да продолжиш, нели? Така имаме ние психолошки одбранбени механизми кога се соочуваме со ситуации во кои што моментално немаме капацитет или немаме ресурси да се справиме. Меѓу другите одбранбени механизми има еден механизам што се вика идентификација со агресорот. За да можеш да го надминеш, затоа што
кои се чувствата кога нешто лошо ти се случува, кога си злоупотребен? Тага, повлеченост, осаменост, дека си ти виновен, дека нешто си придонел во тоа што ти се случува. Значи, се тоа емоции, нешто имаат негативен, вообичаено не се делат на позитивни и негативни, меѓутоа, кое што има голема сила и прави голем притисок на самата личност, за да се справи. И затоа неретко се случува во тој круг на насилство да се менуваат одлогите. Ако сум била жртва, можам да станам и насилник или обратно. Но како што рече и Катерина, мислам дека ако работиме континуирано, систематски, на повеќе, од повеќе страни, на развивање на емпатичноста, на развивање на тоа дека кога ќе слушнам дека и Катерина е исто човек како мене, е исто ја боли кога ќе се изгори, кога ќе се слушнат тие меѓусебно, поинаку се гледаат работите. Поинаку јас, знаејќи дека е тажна, и пак е тоа поврзано со емоционалното писменување, нема толку лесно да ја повредам. Ако тоа чувство кај мене или таа свест е изградена и подигната, води кон поинакво однесување отколку да се занемарува. Така, Катерина, колку зборуваме за младите, меѓутоа колку имаме можност да влеземе во сексуалното образование, колку ни се подготвени едукаторите, колку се подготвени наставниците за вакво нешто? Можам да кажам дека наставниците, тие што се досега обучени, се навистина подготвени. И тие беа подготвувани долг период со помош на едни од најдобрите стручни лица во самите тие области, со поддршка на врсничките едукатори, тоа е наша поддршка, со искуствата од терен, со досегашните искуства, како всушност младите реагираат на сексуалното образование, кои ситуации најчесто ги среќаваме, како да се справат со сите ситуации. Така што со сигурност можам да кажам дека овие професори ќе бидат одлични и дека ќе бидат навистина квалитетни кога ќе излезат и ќе го предаваат СС. Така што навистина имам огромна надеж во овој проект, бидејќи гледам пред се не само во спремноста на професорите, го гледам овој во барањата на младите. Бидејќи младите се се погласни и погласни дека го сакаат ова. Младите се погласно кажуваат дека им е потребно. И како, на кој начин кажуваат? Полесно им е да зборуваат со некој од странаите, например, невладина организација, некоја работилница, им правите различни занимливости, да речам, игри преку кои се отвараат и зборуваат? Така, ние одиме со дискусија, значи поставуваме прашања, тие ги одговараат, ги даваме фактите, ги даваме реалните ситуации. Тие го бараат ова на начини, како што кажавте самите, не се обраќаат на нас. Многу често, ако знаат дека, например, ние сме дел од ХЕРА како врснички едукатори, дури да не напознаваат, не пристапуваат, извината, ова и ова ме интересира, вака и вака ми се случува, што да правам, како да правам, каде да се обратам. Има ли интерес за после работилницата да продолжат да дискутираат, односно да испраќаат мејлови, да бараат одговори на одредени прашања? Да. И ова го гледам секој ден, бидејќи најчесто ние остануваме во контакт со нашите врсници на кои им предаваме. И секојдневно ние сме во контакт со нив и разговараме на овие теми нон-стоп, затоа што се навистина актуелни теми, се теми кои секој млад човек секогаш во историјата го интересирале. Секој млад човек мора да спознае својата сексуална природа, да ги спознае своите чувства, да го спознае својот развој и да не се плаши од него, бидејќи тоа се огромни промени кои можат навистина да ни исплашат ако не знаеме што се. Со овие работилници, имате ли чувство дека гласот на младите не е доволно слушнат, дека немаме слух за нив, дека не ги разбираме што зборуваат? Имаме ли заеднички јазик? Апсолутно имаме, само што колку ќе сакаме да се слушнеме. Се останува на волјата. Доколку гледаме дека доминантниот дискурс е тоа дека нели сексуалното образование е лошо, ќе биде ова, ќе биде она, сме во една лавина на лажни вести, постојано, на штетни информации кои не се само штетни за сексуалното образование како програма. Тоа е помалку битно.
Најважно е дека се штитни за самите млади. Затоа што немање на сексуалното образование е на штета само на младите и на никој друг. А ако е на штета на тие млади, е на штета и на едното општество кое тие млади ќе го градат. Сакате да дополните нешто? Да, Повелете. дека велите што велат младите. Меѓу другото, ви реков, насилството беше тема за која што пишува и како посебна подтема е педофилијата, препознаена од самите деца и велат во препораките. Нашите препораки за да се заштитиме од ваквиот вид насилство е да има соодветни едукации како да се заштитат и како да постапуваат доколку бидат жртви на ваквиот вид насилство, се мисли на педофилија. Децата уште од градинки треба да се едуцираат за нивната сексуалност, за како да се заштитат од педофилијата и како да постапат доколку бидат жртви. За родителите исто така е потребна ваквата едукација, за да знаат како да ги советуваат своите деца да се заштитат и како да постапат доколку нивното дете е жртва. Ваквата кај нас едукација во Македонија нема, доколку некогаш биде воведена, треба да биде се почеста и почеста, почнувајќи од градинка. Ова е од младите пишувано, така? Ова е од деца од 7, 8, 1, 2 и 3 година пишувано. Значи групата ни се сочинуваше од 7 до 3 година. 3 година се сега, значи во периодот лето и тој процес на пишување траеше 2-3 месеци. После и за вас има нешто. Повелете. Новинарите, доколку некогаш на вести или на интернет платформите соопштуваат за педофилите, во ниеден случај не смеат да даваат лични податоци за личноста која е жртва за насилство. Истото важи и за родителите. Тие не смеат да споделуваат дека нивното дете било жртва на педофилија единствено ако детето не се согласи тие да зборуваат за тоа. И велат дека сите баш убаво завршуваат, никој никогаш не треба да биде жртва на ваков вид насилство, сите ние треба да се заштитиме од истото, бидејќи заедно сме посилни, секогаш е подобро кога сите сме сплотени за решавање на некој проблем. Мислам, кога ги читав првичните нивни текстови и препораките кои што ги дава, реков, во која длабочина одат децата, во делот на образование, исто во овој контекст. Значи, велат во препораките предмети кои опфаќаат теми како интуиција, важност на љубовта и почита, дека може да се успее ако работиме многу, балансирање на се во животот, уникатност, медитација, справување со депресија. Па имаат посебни препораки за училишниот психолог, да има во секој училиште квалитетен психолог кој што би им помагал на учениците, секогаш кога ќе види дека треба помош. Па после велат задолжително барем еднаш месечно да оди на неформален разговор со психологот, чисто да се преслушне тоа каде е, како е. Значи имаат потреба, имаат јасна изразена потреба дека се спремни да разговараат и меѓу другото препорачуваат да имаат предмети кои што нив ќе им користат како животна вештина, реално во животот. Така што мислам дека многу повеќе треба да ги слушаме децата и младите. Да. Дали преку бројните работилници што ги правите, употребувате искуства и од странски земји, од Европа, Абсолютно. од светот, каде што давате примери на земја која што успешно го спровела, успешно се соочила со тоа, успешно надминала или го намалила процентот на вакви злоупотреби? Можеме да земеме пример од наше непосредно соседство, тоа е Албанија. Во Албанија веќе 10 години постои сеопфатно сексуално образование како задолжителен предмет во школите. Откако е воведен таму, забележуваме радикално намалени стапки на сексуално насилство. Забележуваме во огромен број намалени стапки на сексуално преносливи инфекции. Гледаме дека младите се повеќе се еманципираат, тоест особено во родовиот аспект. Значи, имаме една женска младина која е многу повеќе омоќена, која знае дека е еднакво способна како низините машки врсници. Па натаму имаме целокупна младина која е генерално посреќна и здрава. И не знам кој родител не би го сакал тоа за своето дете. Зашто кај нас сексуалното образование се поистоветува многу често со порно?
Бидејќи самата тема, нашиот менталитет... Е табу. Да, самата тема е многу табуизирана. Сексуалното образование е спротивно на порното. Да. Порнографската индустрија е она што ја прави штетата, а сексуалното образование е она што ја намалува, ја контролира и ја превенира штетата. Бидејќи не може таквиот тип на образование ние да го добиваме од порнографската индустрија. Тука се јавува проблемот. Тука се јавува нездравата слика, тука се јавува неретко и насилството, тука се губи почитта еден кон друг и генералното незнаење за како изгледа сексуалноста на еден човек. Постои ли профил, може ли се изгради профил на предаторот? Зборуваме постојано за жртвата. Јас ова најдобро веројатно може да го каже некој кој што има лично автентично искуство во работа со во секој случај е човек кому исто така му треба поддршка психолошка и работа. За било кое наше однесување, за било која наша постапка, постои некаква потреба. Ние сите тежнееме кон задоволување на, и сега нели да не спомнувам пирамиди на потреби, меѓутоа има основни па повисоки и така натаму со самоутилизација. Од примери што сме виделе досега, како профил од надворешно, може да бидат различни. Може некој што нам ни се чини дека е целосно реализирана личност. Значи, се додека не ја знаеме конкретната индивидуална личност, јас не би генерализирала за некаков си. Во секој случај лежи некоја незадоволена потреба или која што е задоволува на тој начин. Токму заради отсуството на соодветно, не знаеме ни какво детство имал, ни какви животни прилики, ништо. И мислам, се сложувам дека образованието е одличен канал, одлична можност да подготвиме, да помогнеме, да изградиме здрави личности кои што ќе знаат да се соочат со предизвиците. Секојаш има предизвици, и ние како возрастни имаме предизвици. Не знаеме да ги решиме сите ситуации со кои што се соочуваме. Меѓутоа, ако изградиме лица кои што имаат само доверба, знаат дека можат, знаат дека нешто му треба повеќе време за да се реши и дека можат да издржат, мислам дека би ја постигнале целта. Ми беше често оваа вечер зборував со две дами, една плодна дискусија во која што слушнавме како искуства, податоци, бројки, па и совети за тоа како треба да го трасираме патот за да изградиме една сигурна младина. Ако добро успеав да направам заклучок од двете излагања, тоа е младите да бидат гласни, но да внимаваат каде и со кого. И да бидат слушнати. Значи, и до сите до сите да бидат останати слушнати. да бидат слушнати. Да се слушаме и да внимаваме најмногу на оној што е до нас. Так. Ви благодарам за вечерашното гостување, ви благодарам и вам, драги гледачи, и останете со програмата на Јавниот сервис.